Добар ден на сите, почитуван министер Меджити, почитуван директор доктор Костов, почитуван заменик министер Манолева, почитувани здравствени работници, лекари, почитувани представници на медиумите и пред се почитувани граѓани. Најпрвен сакам да го честитам денот на независноста на нашата држава. Денес е убав, најубав ден за државата, бидејќи на денешен ден пред 32 години ја обезбедивме нашата независност преку 95% гласање на сите наши граѓани и ова е ден кој што е значаен за одбележување во нашата држава. Остваривме една голема цел, а тоа е независна држава која што во изминатите 32 години секој ден се развива во сите области на живењето. Денес сум тука заедно со министерот, со заменичката министерка, со директорот и со целиот лекарски персонал во градската општа болница 8 септември, најголемата болница на подрачјето на градот Скопје, во која пуштаме најсовремена опрема во употреба во 3 сали во интервентна кардиологија и тоа со најсовремени 10 апарати за работа на докторите. Според она што докторите го кажаа, се работи на вистина за најсовремена опрема. Еден дел од апаратурата која тука е инсталирана и која се користи е за прв пат инсталирана во државата и не постои во ниедна друга јавна здравствена установа и која што помага да се лекуваат пациенти и на кардиолошките клиники тука, меѓутоа и за потребите на другите оддели кои што работат во 8 септември. И покрај сите предизвици кои што државата ги имаше, меѓутоа и цела Европа во оваа голема енергетска економска криза, сепак обновувањето на здравствените капацитети, како што е овде во 8 септември градската болница, не престана и постојано се одвива во сите јавни здравствени установи. Денес со пуштањето на овие 3 нови сали за интервентна кардиологија и интервентна радиологија, кои се опремени со најсофистицирана и најмодерна опрема од светски реномирани производители, се создаваат услови за најсовремени интервенции за пациентите широм државата. Во оваа прилика сакам да упатам посебна благодарност до нашите пријатели, народот на Јапонија, кои што донираат дел од средствата кои што денес се пуштија во употреба, и секако Министерството за здравство, кое што преку својата соработка со Светската банка и болницата 8 септември ги обезбедија другите средства за комплетно инсталирање на оваа современа опрема. Во градската општа болница работат врвни експерти од многу области, кардиологија, интерна медицина, хирургија, ортопедија и овде се лекуваат навистина многу пациенти, исто како што се лекуваат и во клиничкиот центар. Како влада свесни сме дека постојниот развој на медицината бара следење на сите современи текови и затоа ги следиме барањата на болниците, клиниките, здравствените установи во државата и го поддржуваме нивниот развој. Наш фокус е да создадеме модерно здравство, систем во кој што ќе работи за доброто на граѓаните. Изминативе неколку години, после долги децении, за прв пат се реновираа и осовременија многу здравствени капацитети, се набави скапа опрема за лекување и не само во здравствените установи во Скопје, туку и во здравствените установи ширум државата. Бидејќи нашите граѓани заслужуваат здравство кое што е врвно, кое што се унапредува од ден во ден и кое што ги зголемува своите капацитети за згрижување на сите граѓани на кои што им е потребна здравствена нега. Јас верувам дека експертизата во многу области, како и во нивната пожртвуваност, тука пред се мислам на лекарите кои што деноношно работат на пружање на здравствени услуги за граѓаните, е нешто на што треба сите да бидеме благодарни, нешто за што треба навистина да им одадеме голема почит и драго ми е што оваа болница го одбрала токму денот 8 септември да биде нејзино име и да биде патронен празник на болницата. Овој месец исто така ќе биде потпишана и спогодбата меѓу Министерството за здравство и Синдикатот на здравствените работници за ново зголемување на платите на медицинскиот персонал од јавното здравство, кое е второ поред оваа година. Владата досега повеќе кратно ги зголеми платите на медицинскиот персонал и на немедицинскиот персонал во здравството, кои со тоа имаат веќе многукратно поголема основна плата од тоа што го имаа во минатото. Тие многу пати не направиле горди во изминатите години, само да се присетиме на првата трансплантација која што беше извршена на срце во државата, па да се присетиме на трансплантациите кои што ги прави
клиниката за дигестивна хирургија, за клиниката за урологија, и тоа е нешто што нашата држава ја запишува во листата на држави кои што прават најсофистицирани и најкомплицирани операции, кои во многу држави и не можат да се направат. Тие со тоа не направиле горди, а наше е да возвратиме на сите оние доктори кои што 24 часа на ден се посветени на пациентите, односно на сите нас, да им се заблагодариме и на тој начин да покажеме дека и државата стои преку финансирање на се она што значи и повисоки плати, меѓутоа и обезбедување на подобра опрема како денес за нивното работење. На крајот би сакал уште еднаш да го честитам 8 септември, денот на независноста, да посакам уште многу успешни приказни, уште многу вакви успешни проекти и многу добиени битки за доброто на граѓаните. И на крајот, како што секогаш се вели кога се пушта здравствена опрема во употреба, што помалку да биде користена. Ви благодарам.